иницијативата за ставање на точка на дневен ред, со која бараме Советот на општина Битола да донесе препорака за пренесување на оставка од градоначалникот на општина Битола. Со колегата Касапов ја поднесовме од неколку причини. Оно што која беше главната, оно што иницијалната каписла за оваа ситуација дојде Веленец да немаме градоначалник. Неколку години поред зборуваме дека бесплатниот превоз, ова бесплатниот свидетелово на водници, скапо ќе ја чини Битола. Вие, тие работи ги дозволувате. Дека во тој превоз ќе заглават училиштата, но денес длабоко заглави и Владимир Талевски. И уште да не заборавиме 22 други лица. Не се Значи го објаснувам како. Бака ви може да Општина Битола тешко човека треба да се изгласа. Вие ако сакате да покажете некаква нормалност на целата ситуација, состојбата е далеку од нормална. Еве неколку примери зошто ја поднесуваме оваа иницијатива и зошто мислите дека оваа точка треба да биде на денешниот дневен ред на денешната седница. За прв пат во 10 години се случам со вашиот речник, не се одржа најдолгото, најсодржајно и најбогато културно лето во Македонија – Битфест. Застанати сте скоро сите градежни активности на златниот рез во Битола. Застанати се работите на градскиот стадион, иако морам да ве потсетам дека општина Битола се обврза да ја изведе трибината и рефлекторите. Ајде, бака се може на општина Битола не се поблису трибината. Последната активност, која е објавена на веб страна, е од 5.6.2006 година, што е уште еден доказ дека општина Битола не функционира. Со оглед на тоа што следните локални избори остануваат 8 месеци, односно со оглед на законските рокови, не можат да се организираат избори, единствениот разумен потек во интерес на граѓаните на општина Битола и градоначалникот Талевски да поднесе оставка и да започне процедурата за именување на негов заменик кој ќе ја води општината Битола до следните локални избори. Знаеме дека Советот не може да го смени градоначалникот, но се надевам дека нашата препорака ќе биде гласот на разумот во оваа ситуација во интерес на сите граѓани на општина Битола. Се надевам иако дека председателката не ја стави точка на дневен ред, советниците ќе ја изгласаат и оваквата препорака ќе биде доставена до градоначалникот кој ќе прифати нашата препорака. Ви благодарам. Врска со дофрлувањето имаме право по деловник устатот да образложиме зошто сметаме дека оваа точка треба да биде на дневен ред и тоа право деловнички го искористуваме. Благодарам.